Стечајните работници заедно со синдикатот и експерти работат на изготовка на предлог законот со кој ќе бидат офатени над 90% од членството и секој месец ќе добиваат паричен надоместок. Сметаат дека новата влада ќе им излезе во пресрет на нивното барање, бидејќи потпишале меморандум, но и добиле ветување дека уште во првите 90 дена ќе се решава нивниот проблем. Наше барање 15 година минимум стаж да се има, 52 години за жене, 55 за мажи и да се призна онај по книжку стаж да се иде, зашто тој е одработен стаж, а не да се прави докуп на стажеви, зашто луѓе нема пари да докупива, а би нам многу отпаднало ако не го направиме тој. Значи тој стрикно ќе се држи до тој да се призна стаж. Координацијата и да видиме за 100 дена кој што ќе видиме. Стечајните работници низ градовите се и пребројуваат. Георгиевска забележува дека од 4000 стечајни работници во изминатите неколку години оваа бројка е намалена. Дел од нив починале, а само во Куманово 15 стечајци си го одзеле животот, бидејќи не можеле да издржат бедата во која живееле. Ја кога зборим за тој не можу а да не емоcije покажем, на жалост многу. Ја ако вам кажем дека 54%, значи стечајни работници е заминато, тоа е страхот. Тој никој не ќе да го слушне у Македонија. А една добра треćina е од тие стечајни работници што бемо 12.000 па 6.000 на инвалидске пензije. Можда ни удари срчани удари, што да ви кажу. Сдруженијето на стечајни работници бара согласно со дограноците во градовите за да имаат заеднички став при поднесувањето на предлог законот. Се надеваат дека првите парични надоместоци ќе ги добијат на есен, а најдоцна по локалните избори.